Ја постојано да ја гледам Андријана Лачки, многу се. Многу. Сега... Она каква домаќинка е, бре, на сите телевизиски луѓе ни одржа лекција. Ем сум домаќинка, ем сам да правам ручек. И си игра умеѓу време. Македонска девојче, китка шарена. Само ќе ви кажам како лупи компири Адријана Лачки, оти ги заглавив до 12 сат колегите. Денеска ќе ви кажам на рецепт како се прават пиперки црвени. Црвените пиперки мора претходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако неам оган, ма кај да ги печем? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Јас сега ќе мора да ми помогнете овие тука теткички, бабички, кои што се мои многу добри пријателки. Еве сега кога веќе ги испековме пиперките, знаете дека треба да се излупат. Како ги лупиме? А, тетка Радка, како ги лупиме? Ја земаме пиперката, ги влажниме прстињата и потоа ја влечеме пиперката надолу. Едната пиперка излупет. Ајде, тетка Радка, тетка Благне, вие сега да излупите пиперки. И тетки, бе. Да нема семчиња, затоа што баба ми кога правеше салата од црвени пиперки немаше семчиња. Не. И секога сега оваа салата ќе ја наредите во еден убав танер. Така овие се македонски стари садови, затоа што цел живот е, цел свет тефлон користи, нели не канцерогени, вие канцерогени садови користи. Тоа земјената тавот и многу е здрава. Во овие убави садови, земјен сад ќе земете, ќе ги наредите како војничиња. Едно црвено, друго црвено, трето црвено, четврто црвено. Мора да ставите Макдонос и мора да ставите лукче. Лукчето ситно го пропржувате во масленце и потем го сервирате. И за крај да ви ја препорачам мојата книга Македонски готвач, каде што може да се најде секаде. А за време на пауза, вие сниматели не се грижат, ќе има и за вас да пробате. Можете оваа книга да ја купите во тие книжаници и да се имате по дома, затоа што мојата баба ме научи на сите рецепти. И имате пауза, ја гледаш Андријана, врти оро. Фала многу, пријатно живи здрави. И си седам дома као цреп, си гледам Олимпијада и гледам еден тип, русин, атлетичар, се вика Иван Куров. А лалда му е за презимево, презимево Бомбона, само за лижење, ради. И го гледам типче, викам, замисли Малиов да е политичар. Одма е јако, нели? И замисли е политичар, некој министар таму во Русија, не е битно, некој функционер. И овој грчкиов колега, Делаве Курац, му иде у официјална посета у Русија. И како ќе изгледа тоа насловите по новини, бе? Делаве Курац се сретна со Куров. Делаве Курац се поздрави со Куров.
Радо би сакал да се поздрави со Куров, тој Делаве Курац. Делаве Курац и Куров си ги разменија. Мислењата, ома на тоа ви текне, ома на тие работи мислите, перверзна нација сме и затоа ни кој стаса не е убаво ни изгледало, не знам. Опасно презиме, многу јако. Или не знам, пошто го ставаме сега атлетичарот, да не забораваме типот е атлетичар сега, ако ме разбере некој од Русија може ќе пратат некоја бомба, али да замислиме дека типов, нели, пошто политичар као ќе му викаат на митинг. Куров, 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 и ќе се најде некој од опозиција као Џани. На Куров! Нели? Или, пример, пошто сега незгодно има, незгодно презиме за муабет. Двајца прават муабет на тема избори. Актуелна тема кај нас. И едниот запнал. За него ќе гласам, па за него ќе гласам. Тоа што се фата за Куров кој сте заставил? Или сега, значи, пошто типов е атлетичар, нели, уствари у животов, да замислиме дека е многу јако атлетика. Многу е јако атлетика и го тепал Јусеин Болт на 100 метра. И као ќе осиш кој тепа? Брат, кој тепаше на 100 метра? Куров кој тепаше, да. Или не знам, да си му татко си му на овој Куров и сега викаш, раскажеш у кафана некоја прича, леле брат, на ова што сум ми правил, на таа што сум ми правил, и никој не ти верува причата, и ти кажа, ај закони со деца, жими Курове брат. Ајде да замислиме, еве, типов умрел, сите ќе умреме сега, тоа е, сите ќе умрете. Од Викенд на мртвци, најака реплика, некој сега, некој после. Јас без телевизија не можам да живеам. Врв ми е тој филм. И, значи, еве, типов умрел, и сега као ќе изгледа тоа некрологот позади у вестник. Не ви текне, саки. Најблиските се простија со Куров. А на надругата плоча што ќе му пишува? Од фамилија Курови. А Попот, бе, Попот како ќе го чати, бе, не си му укожаве на Попот. Чекај сега, треба да влезам улога на Попот, не се смети толку да... Чекај, многу тешко улога на Поп да влезеш. Почитувани, вечерва се собравме да се простиме од Куров. За него повеќе не важи фразата да е жив и здрав и да му е прав. Омилена му беше, не за друго. Тој беше, инаку Куров добро служеше. Тој беше добар и татко, и сопруг, а Бога ми се покаже како швалер, што е право да не грешна душа Господ гледа.